Зошто бегате од одговорност? Зошто бегате од вистината? Бегате зашто собранието не е место за лични чувства и емоции или пак амбуланта за стомачни тегоби. Велите, ќе распишите референдум за прифатливо решение за името. При што, да нема дилеми, референдумот не е спорен механизам и општо прифатен од сите во Македонија. Велите, цитирам, кога ќе дојде конкретен и прифатлив предлог, ќе има референдум. Сите знаеме, а сега само се подсетивме, дека во 2008 година го прифативте предлогот Република Македонија во заграда Скопје. Тоа го потврди и Милошевски во своето писмо до Обединетите нации, тоа го видовме и на снимката од господинот Лазар Еленовски, идниот амбасадор на Македонија во Брисел. И не можете да избегате од тоа дека тоа сте го прифатиле само заради референдум, бидејќи ќе ве вратам назад. Вие велите, ако најдеме прифатливо решение, ќе има референдум. Значи, тоа сте го прифатиле. Ако е така, тогаш врз која основа? Кој ви бил резонот? Единствено вие да го одбиете предлогот од 2005 година, каде се гарантираш уставното име, денес веќе 4 години ќе ни се обраќаја со Republic of Macedоnia, јазикот ќе беше македонски, а државјанството Република Македонија. Она што тогаш зашто дадовме согласност беше предлогот кој што од медијаторот беше наречен конечен предлог пред самитот, да биде ставен на референдум во Република Македонија, доколку и Грција го прифати. Со обзир дека Грција не го прифати, предлогот не беше ставен на референдум. Тоа не е прифаќање, господин Македонија. Тоа е само согласност да им се даде можност на граѓаните во пресрет на НАТО самитот во Букурешт да се изјаснат дали таквиот предлог е добар или не е добар. Дали е прифатлив за мнозинството граѓани или не е прифатлив за мнозинството граѓани. Во такви клучни моменти, кога се одлучува на некој самит, нормално и природно е, ако веќе сме се декларирале дека за прашањето конечниот збор ќе го имаат граѓаните на референдум, нормално и природно е да им ја дадете таа можност, се разбира доколку другата страна го прифати и постои некаква шанса тоа да стане конечно решение.